Патуваме долго до целта што во нас предизвикува нескриено љубопитство. Заморот го заменуваме со воскитот пред широчината на советската земја. Под нас е Узбекистанската Советска Социјалистичка република. Се приближуваме до последната станица, по долгото патување со авионот до Ташкент. И размислуваме. Во Узбекистан треба да се оствари уште една нишка во благородната цел и мисија на македонската култура, да се представи дел од културните традиции, развитокот и достигањата, современиот миг во културата на македонскиот народ и на народностите во нашава република. На аеродромот сме во Ташкент. Тука започнува нашава емисија. Ја започнуваме хронолошки, следејќи го објективот на камерата на снимателот Драги Таневски со единствена цел – да ви ја представим на атмосферата, гостопримството, пријателски подадената рака на домаќините во Ташкент, Џизак, Чирчик и Самарканд. Средбата со искрените пријатели го надвладува уморот од неколкучасовното летање во авионот. На аеродромот во Ташкент, гледка што многукратно го надградува љубопитството што го понесовме. Ансамбли на народни игри, оркестри на национални инструменти, деца во народни носии со цвеќе за гостите од Македонија. Тоа навистина требаше да се види за да се почувствува топлината на приемот и срдечноста на узбекистанските луѓе, кои со полна сериозност и симпатии гледаат на севкупниот развој на Македонија. Македонската делегација, што ја предводи председателот на Извршниот совет на Македонија Драголюб Ставрев, македонските уметници и новинарите се пречекани со највисоки почести од највисоки узбекистански раководители. И овој старец, со погача, сол и хуш келипсис азиз дустлар, што на узбечки значи добро ни дојдовте, драги пријатели, се детали од топлината и срдечноста на пречекот. Сместени сме во прекрасниот хотел Узбекистан. Првиот впечаток е навистина возбудлив. Погледнете колку самољубов и стрпливост е вградено за да се постигне импозантноста, да се покаже со какво љубопитство се очекуваат деновите на културата, деновите на пријателството. Денеска е 6 јуни. Ние имаме цел ден на располагање до свеченото отворање на манифестацијата. Ја следиме македонската делегација во разгледувањето на Ташкент, главниот град на Узбекистан и главен економски и културен центар во Централна Азија, град со 1.700.000 жители. Домаќините велат дека прошетката низ градот е активен одмор. И во право се. За нас тоа е особено корисно, бидејќи е можност да ви го представиме градот судбински побратим на Скопје. Овој споменик е сеќавање на 26. април 1966 година на катастрофалниот земјотрес што однесе голем број човечки животи, стари куќи, болници, училишта и други општествени згради. Но цврстата волја на човекот и солидарноста ја надвладува несреќата. Во 3 години по земјотресот изградени се над 2,5 милиони квадратни метри животна површина, што представува 1/3 од дотогашниот вкупен животен простор. Центарот на новиот Ташкент представува сплет на оригинални архитектонски решенија. Среќаваме среќен спој на традицијата и современоста во архитектурата. Граѓаните на Ташкент со гордост говорат за својата 20-вековна историја, а спомениците од минатото во многу придонесуваат за шармот и убавината на денешен Ташкент. Особено значење секако му се придава на времето по Октомвриската револуција, при што името на Владимир Илич Ленин е символ на слободата, на развитокот на сите полини. Пред импозантниот споменик во центарот на градот, македонската делегација со почести што доликуваат за големиот револуционер и мислител Ленин положуваат цвеќе. Не беше заборавена ни могилата на незнајниот јунак во Ташкент.
Во Ташкент може да се посетат и неколку музеи, во кои е сместена историјата за сеќавање. Ние го посетивме музејот Владимир Илич Ленин. Овде се прикажани повеќе од 2600 документи поврзани за животот и работата на Ленин. Музеот е отворен во чест на 100 годишнината од раѓањето на идеологот на Октомвриската револуција, како придонес на узбекистанскиот народ во одржувањето на сеќавањето за овој голем учител и водач на работниот народ. Има уште многу што да се види во овој денес веќе модерен индустријски центар. Ако појдете во Ташкент, љубезните домаќини не ќе испуштат да ви го покажат метрото, со прекрасните станици, кои секоја засебно обележуваат одреден временски период. Ташкент инеку е голем научен центар. Националната академија на науките ја координира својата работа со поголем број истражувачки институти. Тој е универзитетски центар со 19 институции за повисоко образование, со 36 факултети, како и над 320 средни училишта. Во главниот град на Узбекистан има 9 театри, голем број културни центри, богати библиотеки, многу киносали и 6 спортски стадиони. Ете таков го видовме ние Ташкент денес. Но времето брзо одминува. Активниот одмор мора да се прекине. Сега е 17 часот. Театар Алишер Навои. Свечен чин на отворањето на деновите на македонската култура. Во ваков амбиент, со топли зборови на искрено добре дојде упатено од домаќините до македонската делегација, што ја предводи председателот на Извршниот совет на Македонија Драголјуб Ставрев, и до сите уметници од Македонија започнува оваа значајна манифестација. Председателот на Министерскиот совет на Узбекистанската Советска социјалистичка република Норма Хонмади Џураевиќ Худабердиев ги поздравува гостите укажувајќи срдечно гостопримство, при што со особено задоволство го нагласува значењето на деновите на културата за продлабочување на пријателските односи меѓу двете земји и двата народа. Пренесувајќи ги искрените чувства на пријателство од делегацијата, македонските уметници и сиот македонски народ, председателот на Извршниот совет на Македонија Драголјуб Ставрев говореше за вонредното значење на ваквите средби и манифестации за запознавање и зближување. Чест и задоволство е што можам од името на Социјалистичка република Македонија и нејзините работни луѓе и граѓани да ги пренесам срдечните поздрави што ви ги упатуваат вам и на сите граѓани на братската Узбекска Советска Социјалистичка република, како и нивните најдобри желби за натамошен социјалистички развој и просперитет на вашата република и вашата поширока заедница, Сојузот на Советските социјалистички републики. Дозволете ми исто така од името на делегацијата на Социјалистичка република Македонија и на сите учесници на оваа манифестација да ја искажам нашата благодарност за топлото и срдечно гостопримство и за вашето бројно присуство на вечерашно свечено отворање на деновите на македонската култура во Узбекската Советска социјалистичка република. Ова е убава прилика да го истакнам фактот дека одржувањето на оваа културна манифестација е и едно од бројните изрази на пријателските односи и врски меѓу словенските и советските народи. Секогаш не зближувале идеите на класиците на марксизмот за слобода и прогрес, за човечко достоинство, за поубав живот на работничката класа, а во неодамнешното минато пријателството е градено и затврстувано во борбата на нашите народи против заедничкиот непријател, фашистичките освојувачки хорди
и нивните слуги и помагачи во славната народно-ослободителна борба на југословенските народи и народности и во големата татковинска војна на советските народи. Македонската култура во овој свечен миг имаше свој вистински репрезент во поетите Славко Јаневски, Матеја Матевски, Шукри Рамо и Иван Чаповски. Публиката со вистински респект ги проследи стиховите на Блаже Коневски, што ги читаше артистот од Узбекистан, како и настапот на македонските репродуктивни уметници Милка Евтимова, Стела Слеанска, Евушка Елезовиќ, ансамблот за народни песни и игри Танец и групата Лепи Сол. Овој свечен чин имаа можност да го следат и милионите телевизиски гледачи, бидејќи ташкентската телевизија вршеше директен пренос, а во вечерните часови беше емитувана снимка од уметничкиот дел на програмата. Следниот ден осамнува со нови пријатни изненадувања. Празник на пријателството, празник на уметноста. Ова е насловот со кој на првата страница Централниот узбекистански весник и орган на Централниот комитет на Комунистичката партија на Узбекистан, Врховниот совет и Советот на министрите на оваа Советска република Правда Востока, го започнува извештајот од свеченото отворање на деновите на македонската култура. И не само овој весник. Вакви и слични наслови, со текстови за импресивното представување на македонската култура среќаваме во сите узбекистански весници. Средствата за информирање им придаваат голем публицитет на деновите на културата, кои во оваа Советска социјалистичка република наидоа на извонредно топол и срдечен прием, а се оценуваат како врвни културно-уметнички дострели. Секако најзначајно е што Ташкентската радиотелевизија емитуваше и специјален интервју со председателот на извршниот совет Драголјуб Ставрев, во кој беше представен севкупниот развој на Социјалистичка република Македонија. Во сите дневни весници во Ташкент, секојдневно и на узбечки и на руски јазик, покрај големиот број информации за манифестацијата се објавува и многу фотографии и интервјуа со членовите на делегацијата и уметниците од Македонија. Високите уметнички дострели беа потврдени и следните денови во представувањето на дел од македонската културна традиција и современост. На програмата на концертот на Филхармонијата на Узбекистанската Советска социјалистичка република, со која диригираше Александар Лековски, се најдоа дела од Властимир Николовски, Томислав Зогравски, Ристо Аврамовски, Тома Прошев и други. Имав задоволство и чест да во рамките на деновите на македонската култура во Советската социјалистичка република Узбекистан го представувам македонското симфониско творештво на концерт со Узбекистанската филхармонија, нивниот државен симфониски оркестар, кој беше повторен со нешто изменета програма 2 дена по 7 јуни, кога беше одржан првиот концерт. Програмата беше обемна. Навистина, може да се каже дека беше даден пресек на симфониското творештво на македонските композитори од средната генерација за последните 20 години. А мислам дека по вкупните впечатоци од реагирањата на оркестарските уметници, од реагирањата на публиката и делот од композиторите на Узбекистан, мислам дека оставивме не само добар, него сериозен впечаток со нашето творештво, впечаток кој веќе веднаш можеше да се забележи и предизвика и респект кон нашето творештво, кон нивото на нашето творештво.
Во рамките на оваа богата, разновидна и содржајна манифестација, имавме пријатна чест да присуствуваме и на отварањето на две мощни значајни изложби: Поглед врз Македонија и Книги од Македонија. Отворајќи изложбата на фотографии, поетот Матеа Матевски истакна дека таа го прикажува културното наследство на македонскиот народ, што низ вековите се развило како единствена национална и духовна целина, чувајќи ги и развивајќи ги своите етнички, национални и културни посебности. Тоа е сведоштво на народниот гений, што со векови својата дарба и умење ги изразуваше патилата и убавините на животот, создавајќи ја првата словенска писменост, раскошот на македонските монастирски градби, убавината на фреските и иконите, префинетоста на везовите и носиите, лиризмот на танците и сета таа раскошна убавина создавана на наше тло македонско. Изложбата на книги беше отворена во салата на Сојузот на уметниците во присуство на голем број љубители на пишаниот збор. Изложбата на која се представени изданијата од сите издавачки куќи од нашава република, ја отвори академикот Славко Јаневски, истакнувајќи дека на неа се застапени 900 наслови од македонски, југословенски и светски автори и представува само дел од богатата издавачка активност на Социјалистичка република Македонија. По завршувањето на деновите на македонската култура, книгите остануваат во Ташкентската библиотека како вредност што предизвикува љубопитство и особен интерес кај широката читачка публика во Узбекистан. Изложбата на книгата, што ја приредивме во Ташкент, во Узбекистан, представува единствен приказ на целокупните изданија на Сдружените издавачи од Македонија и другите. Нашата книга беше представена во целиот свој сјај. Застапени се едициите од марксизмот, застапени се едициите од нашата современа проза, нашата современа поезија, нашиот есеј, преводната литература. Тука бева на видно место застапени и советските класици, меѓу кои Толстој, Достоевски и други. Воедно бија застапени избраните дела на другарот Тито, како и избраните дела на Ленин, кои се до денеска излезени. На изложбата посебно место завземува едициите од нашите дечки изданија. Тука беа представени и другите изданија од сите народи и народности кои се печатат во нашата република. Посебно место завземаат илустративните монографии, кои беа прикажани, а што се вика во преден план на нивното дејство и творење на самото место. Прикажан беше сјајот на македонскиот фолклор, прикажан беше сјајот на македонскиот народен вес и на сите други илустративни монографии што се појавуваат кај нас. Како особена вредност во представувањето на македонската култура ги регистрираме и двете предавања. На Универзитетот Ленин во Ташкент, Матеа Матевски пред видни културни дејци и представници на повеќе научни институции одржа предавање за Македонија и нејзината култура. Тој го представи развојот на културата од почетоците до забележителните успеси што се постигнуваат во повојниот слободен развој. Научно и стручно предавање за сеизмичката изградба во Скопје одржа и директорот на Институтот за земјотресно инженерство доктор Јаким Петровски. Тој ги пренесе искуствата од обновата и изградбата на Скопје по земјотресот, а тоа беше особено интересно за ташкентските градежници кои се занимаваат со слични прашања по катастрофалниот земјотрес. И македонската филмска продукција имаше своји амбасадори во филмовите Играни од црно семе, документарците Тугеш, Гоце Делчев, Вранештица и анимираните Стоп, Феникс и Отпор, кои публиката со особен интерес ги следеше од првиот до последниот кадар. Уважаемые телезрители, Почитувани телевизиски гледачи, веќе цела недела кај нас во Узбекистан, во Советскиот сојуз, звучи прекрасната музика. Во случајов сакам да речам
Тоа станува збор за музичката култура, која ни остава голем впечаток. Тоа е културата на Југославија, а посебно еве денеска звучи современата музика на Македонија. Во Ташкент прозвучија два симфониски концерта, на кои слушавме прекрасни творби од современите композитори Тома Прошев, Томе Манчев, Ристо Аврамовски, Сотир Голабовски и Властимир Николовски. Тие творби звучеа под раководството на прекрасниот македонски диригент, композиторот Александар Лековски. Концертите минаа со голем успех. Без оглед на тоа што тие творби се најсовремени, напишани на современ јазик, со применета најмодернистичка современа технологија, а сепак таа музика звучеше национално. Таа со корен е сврзана со македонската музика, со југословенската музика. Тоа е мощне важно за уметноста. Би сакал да речем уште и за солистите, што ги исполнуваа творбите на македонските композитори. Особено ми се допадна мецо-сопранот Милка Евтимова и сите наши драги гости, исполнители, што прекрасно настапија. Сакам да го одбележам ансамблот Леби Сол, што не вчудовиде со своите технички можности. Тие покажаа безгранични технички можности. Во исто време, тоа е рок група која може да се рече работи според светски стандарди. Тоа е прекрасна рок-джез група. И се разбира, фолклорниот ансамбл Танец, кој ги покажа народните песни и танци, не запозна со фолклорот на југословенските народи и на македонскиот народ. Би сакал да им пожелам на сите пријатели од Македонија големи творечки успеси. Со господинот Аштрафи разговараме по завршувањето на деновите на културата. Вие сте и архитект на овој прекрасен објект на хотелот Узбекистан. Вие сте писател, археолог. Па како се вашите впечатоци за она што на уметнички план се создава во Македонија од она што го видовте? С 5 июня до 12 июня в этом году Од 5 до 12 јуни оваа година во Ташкент се одвива деновите на македонската култура во Узбекистан. Тие представуваат голем празник на пријателството на двете култури, на двата народа. Ташкентците и гостите на главниот град на Узбекистан во текот на деновите можеа да се запознаат со концертот на симфониската музика, со прекрасната симфониска музика од современите македонски композитори, присуствуваа на отворањето на изложбите, изложба на книги, изложба на фотографии и поглед на Македонија. Тие изложби овозможија да се запознаеме со прекрасната уметност, со животот на македонскиот народ, со дејноста, со творештвото на писателите од Македонија, со организацијата на издавачкото дело во Македонија. Во постојното време, со уметноста на братскиот македонски народ, ќе се запознаат нашите градови Чеза и Черчи и древниот Самарканд. Тие денови се надевам ќе минат со ист таков успех и ќе им овозможи на жителите на тие градови да се запознаат со уметноста на братскиот македонски народ. На средбите во индустријските градови Чирчик и Џизак се потврдува иста слика на срдечен прием. Восхитува упорност и умењето на овие луѓе на оваа пустинска земја да му вградат плод за живот. Сето ова го создала човечка рака и само таа.
Ансамблот за народни песни и ора танец, насекаде каде што настапува ја воодушевува публиката. Материјалното и духовното богатство на македонскиот и на другите југословенски народи, познато низ целиот свет по својата оригиналност во ритмот, колоритните носи, инструментите и музиката, има извонреден интерпретатор во ансамблот танец. Групата Лепи Сол со својот специфичен начин на представување, со музиката работена по мотиви од народното творештво, од првиот концерт во Ташкент до последниот во Самарканд, ги плени чувствата пред се на младите узбекистанци. Вокалниот солист Милка Ефтимова постојано на сите концерти пее на бист. Уште еднаш, сега пред узбекистанската публика, се потврдуваат високите гласовни можности на оваа наша еминентна оперска певица. Настапите на пианистката Стела Слеанска се следат со внимание и респект при нејзиното врвно музицирање. Незаборавни за узбекистанската публика беа и настапите на Евушке Елезовиќ и Румен Димитриев. Едноставно, за македонските уметници долго се аплаудираше и разговараше по концертите. Последна станица на нашето представување е древниот и препон со споменици и легенди за величието на мудроста, науката и љубовта Самарканд.
Патот од аеродромот до градот представува едно патување низ времето што е исполнето со живиот белег на минатото и на современите текови. Оној што престојува во Самарканд, за секогаш останал восхитен од неговите убавини, како и од сеопфатноста од неговиот старински и вечно млад облик. Многовековната историја на градот е врзана со походите на Александар Македонски, арапските завојувачи, на Джингис Кан, но најмногу од сите со Тимур, кој во текот на 35 годишното владење водел крвави и завојувачки војни и успеал да создаде огромна империја и го создал Самарканд како нејзина престолнина. Како центар на градот е Регистан, што значи песочно место. Изградбата на архитектонските споменици на овој плоштад почнува во 15-тиот век, во времето на владењето на Улуг Бек, внукот на Тимур, познат астроном. Особено место меѓу спомениците во Самарканд завзема обсерваторијата на Улуг Бек. Во текот на неколку века, астрономите од исток и од запад ги споредувале резултатите на своите наблюдувања со астрономските таблици на овој научник. Неговиот каталог на звездите не изгубил ништо од своето значење и до денешниот ден. На местото на обсерваторијата е изграден музеј. На северната страна од градот се поместени група мавзолеи што потекнуваат од 14-тиот и 15-тиот век. Тоа е Шахизинда. Мавзолеите, увеличени со плавите куполи, со високите портали, камените ходници и другите украси оставаат особен впечаток. Во орнаментите на Самарканд доминира една широка палета на стилизирани цвеќиња, геометриски фигури во форма на звезда и сончеви зраци. Тие биле создавани во едно време, кога несреќата и рушењето, гладта и смртта биле постојани придружници на животот на овие луѓе. Сите овие украси представуваат повик на убавината, бегство во убавината и еден сон за убавината. Зашто вистинската народна уметност секогаш е проткаена со потврдување на животот, желба тој да се заштити и зачува. Но Самарканд е и современ град, крупен стопански и културен центар на Узбекистан. Во 1933 година е отворен Самаркандскиот универзитет, втор по значење во републиката. И ујадници дипломирани специјалисти излегуваат од медицинскиот, трговскиот, архитектонскиот, селско-стопанскиот и педагошкиот институт. Има 2 театри и театар на операта и балетот. Свечениот концерт на македонските уметници во овој театар на операта и балетот е компониран со настап на сите учесници. Поминува во атмосфера на општо восхитување. Ние ве ја пренесуваме во разговорот со публиката. И додека ансамбл за народни песни, игри, танец, свири на општо задоволство на публиката на БИС, јас имам пријатна должност да разговарам со колешката од узбекската телевизија Шахмаза Ганиева. Обично за новинарите се вели дека се можат да видат, се да забележат. Што забележавте вие на деновите на македонската култура во Узбекистанската социјалистичка Советска република?
Сите представници на културата, сите сме многу радосни поради оваа средба со вас, средба со нашата древна узбечка земја. Многу ми е пријатно да присуствувам на свечените денови, на сите овие радосни настани, деновите на културата на Социјалистичка република Македонија во наша република Узбекистан. Ние овде знаеме дека Република Македонија е земја со древна култура и многу стари традиции. И деновите што овде се одржуваат сведочат за ова. Вашиот прекрасен фолклорен ансамбл Танец не зачуди со своите танци, својот необичен интерес спрема народното творештво и народната уметност. Големо е задоволството да се слуша естрадниот ансамбл Лепи Сол. Јас лично го снимав вашиот прекрасен поет, академикот Славко Јаневски, чии книги се добро познати овде во нашава република. Неговиот роман Селото за 7 јасени, неговите збирки раскази. Го знаеме и како сценарист на филмови, како уредник, наш колега, што создал низ за списанија и хумористичен весник во Југославија. Никогаш не сум била во Југославија, но знам за публикациите во вашата земја и за филмовите што се прикажуваат и на нашата телевизија, булеварите на солидарност и потем по Македонија. Го знам вашиот сликар Вангел Наумовски. Овие денови, оваа недела што ги проведовме заедно, ни остави особено многу пријатен впечаток, зашто тоа ни кажува уште за еден интересен настан, тоест ние сите знаеме за зборовите на големиот македонски револуционер Гоце Делчев, кој рекол дека го разбира светот единствено како поле за културен надпревар. Токму овие денови сведочат за вистинитоста на тие зборови. Се радуваме дека ве поздравуваме во нашата земја и убедени сме дека ќе понесете со себе барем еден мал дел од нашата топлина, од топлината на нашите срца. И ме искажувам големата благодарност на југословенските пријатели, зашто го посетија толку далечниот крај и би сакала да им пожелам почесто да ни приредуваат вакви концерти. 12 години живеам во Самарканд, не сум имала можност да видам ништо слично на ова. Им пожелувам на сите југословенски пријатели добро здравје, среќа и почесто доаѓање кај нас во Самарканд. Да не заборавите. Веќе неколку денови во наша република се приредуваат македонските денови на културата, на литературата. Република Македонија ни е позната од историјата. Кај нас често се приредуваат вакви литературни денови, декади. И тоа секогаш не остава голем впечаток, зашто таквите денови, таквите декади ја зацврстуваат дружбата на народите. Во Самаркандскиот театар, што туку заврши средбата со учесниците на македонските денови. Со многу возбуда го слушавме Матеа Матевски и други поети, а особено не заинтересира фолклорниот ансамбл на Македонија. Тој е прекрасен. Секој негов настап означува и представува запознавање со историјата на Македонија, со историјата на културата на Македонија, со борбата за мир, за среќа. Затоа толку многу и ни се допадна денешниот концерт, воопшто сета средба со Македонија. Од името на сите писатели во Самарканд, му посакувам се најдобро на македонскиот народ и ќе речам, добро ни дојдовте, ние секогаш ќе ви се радуваме. Многу добри се впечатоците, особено од операта. Јас туристички бев во вашата република, во Македонија, бев и во Скопје. Имам многу добри впечатоци и сега ги имам уште повеќе и ги зацврстив. Добро ни дојдовте во нашиот сончев Узбекистан, во древниот наш Самарканд. Деновите на македонската култура во Узбечката Советска Социјалистичка република се одржа во рамките на програмата за културно-просветна соработка меѓу Југославија и Советскиот сојуз и
представуваат израз на развиените севкупни односи меѓу нашите две земји и посебно на многу големата и широка размена во областа на образованието, науката и културата. Тие се остварија и во рамките на развиената соработка меѓу Социјалистичка република Македонија и Узбечката советска република, кои особено во последниве години доживуваат еден значен напредок и се изразуваат преку поврзувањето на бројните наши и нивни институции во непосредна заедничка размена. Инаку, оваа наша културна манифестација доаѓа по одржаните денови на македонската култура во повеќе европски земји. Во Италија, во Чехословачка, во Франција, во Велика Британија, во Белгија и во Шведска. И во таа смисла представува континуитет на поврзувањето на македонската култура со културите и народите од Европа и од светот. Насекаде наидовме на многу срдечен пречек, на многу пријателски одглас и престојот на делегацијата на Социјалистичка република Македонија и на сите учесници беше исто така проследен со бројни посети и со бројни официјални и работни контакти, што треба во иднина да ја развива соработката меѓу нашите две републики. Посебно би требало да се истакне дека во Централниот комитет на Узбечката комунистичка партија, официјалната делегација на Социјалистичка република Македонија, начело со председателот на извршниот совет другарот Драголјуб Ставрев, имаше средба со првиот секретар на Централниот комитет Шараф Рашидовиќ Рашидов и со неговите најблиски соработници и функционери. Меѓу нив беа и председателот на президиумот Усман Хоџаев и председателот на владата на Узбекистан Худајбердиев. Сето тоа всушност го означи тоа расположение и тој интерес што владееше во целата Узбечка република за одржувањето на деновите на македонската култура. При сите овие средби беа водени разговори за одржаните и за одржувањето на манифестациите, а посебно за идната соработка меѓу Социјалистичка република Македонија и Узбекистан, и во таа цел беа утврдени доста конкретни видови на размена меѓу нашите образовни, научни и културни институции со институциите на Ташкент и на другите градови. Како посебна акција што ни предстои, би требало да се посочи предстојното одржување на деновите на узбекистанската култура, што ќе се оствари во текот на идната година во Социјалистичка република Македонија. Овде во далечниот Узбекистан уште една се потврди дека соработката во областа на културата има особено значајна улога за подоброто меѓусебно запознавање и изближување на народите, размена на искуства и идеи. По сите блескави настапи на македонските уметници, по сите средби во работните колективи и контактите што ги имаше македонската делегација со узбекистанските љубезни домаќини, особено по средбата со кандидатот за член на Политбирото на Комунистичката партија на Советскиот сојуз и прв секретар на Узбекистанската комунистичка партија Шараф Рашидов Рашидовиќ, можеме да речеме дека се отворени широки простори за соработка во сообразност со желбите и интересот на советскиот и југословенскиот народ, а во тие рамки на узбекистанскиот и македонскиот народ. Зашто, како што беше речено, културата е најсилниот мост што ги изближува народите откако постои човекот. Затоа го напуштаме Самарканд и овие прекрасни гостолюбиви узбекистански домаќини со Рахмат, што на узбечки значи благодариме, со довидување по една година во Македонија на деновите на узбекистанската култура.